Црквата Свети Константин и Елена во центарот на Скопје, од идејата до изградбата ја следат голем број контроверзии. Скандали и протести. А најновото истражување на Нова открива сомнежи за криминал, зацкриен за љубовта кон Бога. Ќе падне на уставето, а? 100%. Сега... Си мислам, покрај тоа што на уставен ќе падне, у петок он да изеде едно пече шамари пред камери. Во ова истражување откриваме колку милиони евра легнале на сметката на Фондацијата Свети цар Константин, преку која се собираа средствата за изградба на храмот, кој ги организирал донаторските конференции, и како раководството на ВМРО ДПМН е вклучено во оваа политичко-црковна афера. Дозволата за градба на црквата општината Центар на чело со тогашниот градоначалник Владимир Тодоровиќ ја издаде во ноември 2012 година, но 6 месеци предходно МПЦ основа фондација Свети цар Константин. Фондацијата е регистрирана со основачки влог од 65.000 евра на адреса на седиштето на Скопската епархија, а за директор, според документите од Централниот регистар, е назначен отец Григорий Настески. Веќе во ноември се врши промена на управителот и на местото на отец Настески се назначува Лазар Трајчев, адвокат од Скопје, а во моментов и член на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како предлог на новинарското здружение МАН на Драган Павловиќ Латас. На 11 ноември 2012 година се поставуваат темелите на црквата, а првите лопати ги фрлија екс-премиерот Никола Груевски и поглаварот на МПЦ господин Стефан. Во декември 2012 фондацијата ја организира првата донаторска конференција за собирање на донации за изградба на црквата. Фондацијата, формално е организатор, ги испраќа поканите и ја организира конференцијата, но според информациите на Нова, за целата милосрдна акција се крие ВМРО ДПМН. Нова открива како донаторската конференција се претворила во принудна акција, во која се инволвирани свештеници и бизнисмени, блиски до тогашната власт. Според информациите на Нова, главни организатори всушност биле двајца најблиски соработници на екс-премиерот Никола Груевски и високи функционери во тогашната влада, Милејана Киевски и Кирил Божиновски. Тие од председателите на Стопанската комора и Сојузот на стопански комори, Бранко Азевски и Златко Калеников, побарале список од 200 најголеми компании и плюс 400 и други кои треба да бидат поканети. Двајцата функционери на ВМРО ДПМН дури ги одредувале сумите, кој бизнисмен колку пари да донира. Од собственикот на фирмата Бетон, која ја гради црквата, Минчо Јорданов, очекувале 50.000 евра и плюс од него барале тој да убеди исто толкова сума да дадат 10 други бизнисмени. За да бидат сигурни во ВМРО ДПМН дека ќе дојдат бизнисмените на донаторската конференција, телефонски им било вртено и од штабот на партијата, под изговор да ги потсетат. Нова разговараше со десетина бизнисмени кои биле присутни на донаторската конференција и кои не сакаа да зборуваат јавно пред камера, но објаснија зошто морале да прифатат да бидат дел од настанот. Велат дека знаеле оти настанот не го организира фондацијата, туку ВМРО ДПМН и Груевски, и биле принудени да се појават затоа што непојавувањето можело скапо да ги чини. На секој столче на масите во хотелот Александар Палас со име и презиме било обележано кој каде да седи, а пред нив во папки имало однапред подготвени договори за донација, во кои требало да ја впишат само сумата. Ова е еден од договорите кој ни го даде бизнисмен кој донирал во фондацијата и кој бил присутен на сите 3 донаторски конференции. На договорот било напишано името на неговата фирма, а нему му останало само да ја додаде сумата, која не сакаше да ни ја открие. Друг пак бизнисмен вели дека не бил принуден да донира за црквата во центарот на Скопје, но бил поканет и присутен на сите 3 донаторски конференции. Во неформален разговор ни изјави дека тој често донира за верски објекти, а понекогаш за помош во форма на донација му се јавувал лично архиепископот Стефан. Освен бизнис секторот на свечениот настан,
Присутни беа и актери, културни работници, министри, директори на јавни институции, представници на црковните општини во Австралија, поглаварот на МПЦ Стефан, членови на Синодот, како и премиерот Никола Груевски и министри во владата. Ќе помогнеме со уште едно велелепно светилиште да се даде придонес во одбраната на семејството од некои искривокоучени вредности, кои некои ни ги промовираат, и од нападот кон традиционалните и моралните вредности кои ги одржале нашите семејства и нашиот народ, дури и во миговите на најголеми искушенија и загрозувања. Сега е времето на нашата мисија. Поглаварот на МПЦ, господин Стефан, во говорот им се заблагодари на сите кои донираа средства за изградба на црквата. Благодарение и на залагањето на премиерот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, и со разбирањето на одговорните на градот по различните предлози и реакции по истите од најразлични причини и средини, се најде локација во најтесното градско подрачје на улицата Македонија. Проектот за новиот храм го изработи проектанското биро Леле, а градежните работи ги изведува градежното предпријатие Бетонот Скопје. Во име на фондацијата, потписник на договорите, адвокатот Лазар Трајчев, како директор на Свети цар Константин, тој одби да зборува пред камерата на Нова, а на прашањата ни одговори преку електронска пошта. Присуството на донаторските конференции беше на доброволна основа и апсолутно не може да се изнесат невистините тврдења дека некој бил принуден на донација. Нормално дека договорите ќе бидат однапред приготвени за некој кој ќе изрази желба и сака да донира. Тоа технички да го реализира на наједноставен начин, а кај називот на донаторот и кај сумата во договорите имаше празно место, за да може секој по собствена волја доколку сака да донира, сам да го напише својот назив и износот на донацијата. По првата донаторска во 2012 следуваат уште две конференции. Пролета 2013 и во декември 2014 година, на кои исто така се повикани стотици бизнисмени. Според информациите на Нова, најмногу пари дале оние фирми кои во време на владењето на ВМРО ДПМН добиваа и најмногу тендери. Така, например, на донаторската конференција во 2014 година, една градежна фирма чие име е позната на Нова донирала 32.000 евра, но пари давали помали фирми кои биле поканети на донаторските конференции. Во исто време, додека бизнисмените од своите фирми одвојуваат пари и донираат за црквата, на државната телевизија се емитува и спот со кој се повикуваат граѓаните и тие да одвојат од својот буџет за Свети цар Константин и Елена. Српската православна црква и фондацијата Свети цар Константин ве повикуваат да ја продолжите оваа добродетелска традиција. Во тоа време излезе и афера во која телефонскиот број за донации за црквата Свети Константин и Елена беше истиот за донирање на пари за 2-годишно болно девојче. Граѓаните кои донирале пари за девојчето не знаеле дека всушност плаќаат за изградба на црквата во центарот на Скопје. Што покажуваат годишните сметки на фондацијата Свети цар Константин, кои секоја година е должна да ги достави до Централниот регистар. Првите пари на сметката на фондацијата се слеале од МПЦ, која продала обврзници и донирала 1 милион евра. Пролета 2013 се организира втората донаторска конференција и приходите растат. И таа година фондацијата покажува приходи од донации во износ од 1.650.000 евра. Во 2014 се организира последната донаторска конференција и таа година фондацијата прикажува донации во износ од 700.000 евра. Во 2015 нема донаторски конференции, почнува политичката криза и се објавуваат бомбите на Зоран Заев, но сепак и таа година на сметката легнуваат 280.000 евра, а лани како донации се слеваат скромни 28.000 евра. За да се дозаврши, потребно е уште многу работи да се доградат, а потоа истиот и да се украси со икони, фрески и се што е потребно за еден храм. Всушност, ќе речам, остануваат да се дозавршат пофините кои се можеби и поскапи детали. Затоа, од името на фондацијата Цар Константин, основана да води грижа и да раководи со изградбата на храмот, замолуваме кој колку може нека дарува.
Според првичните најави, изградбата на црквата требала да чини околу 10 милиони евра. Денес е во завршна фаза, но сепак од предвидената сума до собраните средства преку донации има голема разлика. За 5 години постоење фондацијата ја одводат тројца директори. Првиот е отец Григори Настески, потоа Лазар Трајчев, а третот 2014 година досега е Никола Ѓорчев, вработен во МНР и близок соработник на поранишниот министар Никола Поповски. Но ни Ѓорчев, ниту Трајчев не одговорија на прашањата на Нова кои се донаторите, а под изговор дека веќе не се дел од фондацијата, не ни ги доставија ниту договорите. Само рекоа дека досега донирале илјадници физички и правни лица. За да не шпекулирам со точната сума, би споменал само дека засега се собрани и искористени за градба и уметнички работи околу 4,1 милион евра, од кои околу 2 милиони евра се донација од МПЦ кон фондацијата. Никола Ѓорчев тврди дека сите пари од фондацијата наменски се трошеле и дека биле недоволни за да се заврши изградбата на црквата. Заради политичката криза која што се прелеа полека и во економскиот сектор, изминативе 3 години речиси да немавме донации. Дури и оние донации кои што требаше да се реализираат од подпишаните договори за таија. Црквата е велелепен објект, единствен на Балканот, граден со резбан травертин, чија што изработка е многу макотрпна, долготрајна и секако скапа. Се надевам дека кога ќе се стабилизира политичката ситуација и економијата тргне напред, ќе се организираат нови донаторски конференции. Ѓорчев тврди дека самиот Никола Груевски неколку пати од свој джеб има лично донирано за фондацијата. Нова дознава дека за изработка на фрескописот во црквата се ангажирани украински уметници, по личен избор на лидерот на ВМРО ДПМН, а тие се истите уметници кои ги изработи уметничките слики во средиштето на партијата и во дел од објектите на проектот Скопје 2014. Пет години од почетокот на градбата, црквата се уште не е докрај довршена. Кога екипата на Нова Деновиве го снимаше оградениот објект, пристапот до него е оневозможен со катанци. Од кабинетот на архиепископот ни изјавија дека таму и натаму се работи, но дека сега се уредува внатрешноста на црквата и се цртаат фреските. Тоа беше единственото прашање на кое добивме одговор и покрај нашето инсистирање да ни одговорат на десетици други прашања, од МПЦ никој не сакаше да проговори за донаторските конференции во име на љубовта кон Бога. Иако, кога ги собираа парите на свечените вечери, ветија дека ќе ги соопштат имињата на сите донатори и до денар ќе дадат отчет како биле потрошени парите. Сепак, изворот МПЦ не изјави дека донаторските конференции многу наликувале на рекет од страна на Груевски и некои од министрите во неговата влада. Нашиот извор смета дека ниту Груевски, ниту пак одредени тогашни министри не смееле да одат ниту организираат донаторска конференција и тоа не смеат да го прават ниту за една верска заедница, со оглед на тоа што според Уставот Македонија е секуларна држава. Ова истражување на Нова траеше неколку месеци. Разговаравме со десетици бизнисмени, свештеници, политичари, директори на државни институции. Но ниту еден од нив не сакаше јавно да зборува. И затоа црквата и натаму останува недопирлива, кога треба да даде отчет за парите и за низината вмешаност во политичко бизнис делки во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. И црквата одби да се огради од низината инволвираност во политички игри од страна на партијата на Никола Груевски, кој секогаш ја злоупотребува кога сака да спроведе некоја своја агенда.